Вакцини против корона ќе има на време. Со донација на вакцини од соседните пријателски држави, за кратко ќе почне процесот на вакцинација. Ова Филипче го кажа во октомври и декември минатата година. Првично ќе има вакцини од ковакс механизмот, вакцините од ковакс механизмот не се на повидок. Директно преговараме со фирмите производители на вакцини, нема никакви вакцини, ниту договор со некој од производителите. Вакцините на Pfizer ќе ни ги дадат соседите, никој од соседните држави не ни даде вакцини, дури и оние кои што можат да ни дадат, не можеме да ги примиме, иако за нив се моли уште од декември минатата година. Чекаме одговор од Кина за вакцините против COVID-19. Ова е последната изјава на министерот за здравство. А замислете, Кина сакала да даде 90.000 вакцини, ама истите ги нема заради тоа што некој од Министерството за здравство молчал. Вакво менување на изјави, познато како лажење, покажува само едно. Интерес за здравјето на граѓаните нема или е на многу ниско ниво. Едноставно е. Вакцините за COVID-19, кои се значајна алатка во борба со епидемијата со корона, во Македонија ги нема. Прашуваме јавно, кој одлучи граѓаните да бидат оставени само на вакцините од Ковакс, наместо на време да се активираат сите механизми. За неколку месеци, граѓаните и медицинскиот персонал се изнаслушаат само на различни изјави и различни лаги. Бројката на заболени од корона одамна надмина 90.000 заразени, бројката на починати се движи кон 3.000. Во Британија и во соседството има нова мутација на коронавирусот, која според информациите се шири со голема брзина. Во меѓувреме, граѓаните во Македонија се оставени сами на себе, лекови тешко се наоѓаат или недостасуваат, вакцини нема. За ваквата состојба одговорност мора да има. Ви благодарам на вниманието.